Живееме во време на се поголем развој на технологијата кој допринесува за дополнителни бенефиции на секој жител на планетата Земја. Продуктите од развојот на информатичката технологија се нераскинлив дел од секојдневието на светската популација. Компјутерите и паметните телефони овозможуваат брз пристап до интернет, со што се овозможува брза размена на информациите односно податоците преку постоечките апарати. Интернетот представува меѓународна мрежа во која се вклучени милиони луѓе од светот. Водени од идејата, нашата општина и сите нејзини културни знаменитости, но и фирми, институции и други локации да бидат интернет кота на една поинаква мапа, двајцата иноватори во оваа област, наши сограѓани, Ангелчо Ристовски и Тони Јовевски, го создадоа проектот Паланка, кој по долг временски период на подготовка го представија пред граѓаните на општината на презентацијата одржана на 21 ноември во општинската собраниска сала. Бидејќи проектот пред се ќе ја промовира и самата општина, градоначалникот Арсенчо Алексовски ја истакна својата несебична поддршка на младите, како што рече тој, македонски иноватори, а поддршката ја покажа со својата улога на домаќин на презентацијата. Ова е еден новитет во нашата република, почнува од Паланка, може само да кажеме дека сме горди на нив затоа што граѓани од нашиот град прават ова нешто што е навистина во тренд со модерното време, со интернетот, со информатичката технологија. Јас го поддржувам овој проект, ви посакувам успех и посакувам што повеќе граѓани да се вклучат. Ангелчо Ристовски, магистер по форензичка физика, и Тони Јовевски, дипломиран електроинженер, ги соединија целите за промоција на својот труд, преку кој името на нашата општина ќе стане препознатливо за секој корисник на интернет. Па сплотувајќи енергијата и креативноста, го создадоа бизнис адресарот Паланка, прв од ваков вид проект во Македонија. Проектот нуди мапирање на секоја фирма, институција или невладина организација на интерактивна мапа со која лесно преку кој било интернет пребарувач ќе може да се лоцира секој кој ќе биде вклучен во проектот и ќе си пронајде свое место на мапата, покрај задолжителното мапирање на сите културно-историски знаменитости на нашиот град, кои ќе добијат своја промоција и ќе им бидат достапни на сите интернет корисници ширум светот. На презентацијата Јовевски и Ристовски експлицитно ги запознаа присутните со својот проект и начинот на кој истиот ќе функционира. Го нема во Македонија од аспект вака организирано и за овој тип на мапирање на бизниси, за мапирање на невладини организации и нормално за нашиот град се она што е културни знаменитости. Го нема од тој аспект и тоа ние го нудиме. Интеракцијата на тој начин што секој ќе може случаен посетител или намерен посетител на страната да кликне на иконките, да пребарува според дејности и слично, да може да отвори веб страни за тие што се означени на мапата. Рековте секој случаен пребарувач. Што ќе треба да кликне секој пребарувач кој што би сакал да се вклучи да ја запознае оваа интерактивна мапа? Со самото тоа што оваа страна е новитет, интересна во овој аспект, со самото тоа што ќе биде направена да може лесно да се пребарува на било кој пребарувач, сега конкретно да речеме на Google, ќе има да се отвори оваа страна, ќе може да се отвори, ќе биде посетена затоа што е интересна и ќе биде направена технички да лесно да може да се наоѓа. Понатаму, секој што ќе влезе на страната ќе има можност, она што го спомнавме претходно, дали преку категории, дали конкретно за некоја компанија, бизнис, знаменитост во Паланка да може да го најде. Оно што ќе биде најлесно ќе биде лоцирањето кое што го нудите на повеќе типови на мапи кои што ќе може да ги отворат сите кои што ја пребаруваат страницата. Какви се мапи им нудите на сите оние кои што ќе се лоцираат на оваа интерактивна мапа? На оваа интерактивна мапа, значи пред се најинтересна за сите што ја знаат е Google Maps, понатаму OpenStreetMaps, секакви мапи кои што се популарни што ги знаат посетителите на интернет. Бидејќи двајцата креатори на Паланка се вработени во Средното општинско училиште Ѓорче Петров од нашиот град, податоците кои беа интегрирани во показната варијанта на проектот беа лоцирање информации за оваа воспитно-образовна установа. Покрај мапирањето на објектите, проектот нуди интернет маркетинг, сопствена веб страница, галерија со слики интегрирани на истата, приватна имейл адреса, опис на фирмата или институцијата, интернет маркетинг и слично. А бидејќи проектот е развоен и континуирано ќе се надградува, во иднина корисниците на услугите на Паланка ќе може да добијат и навигација до посакуваната дестинација. Секако, сето тоа ќе чини одредена сума финансиски средства, кои според Ристовски се исклучително ниски. Цените се промотивни и далеку подостапни во споредба со потребните финансии за креирање и одржување само на сопствена веб страница. А овде добивате цел пакет производи, вели Ристовски.
За овој медиум да биде одржлив, секој ќе треба да биде покриени со финансии. Финансиите ги покриваат оние кои што ќе учествуваат. Како што видовте, цените се промотивни, цените се интересни и мали затоа што е замислено да биде со поголем број. Се тоа доколку иде некој сам да прави страна, е запознаен дека цените се многу поголеми. Како што напоминавме, проектот е во фаза на докомплетирање и истиот е развоен, со можност за постојана надградба и до усовршување, а паланичките иноватори и ентузијасти му предвидуваат светла иднина. Овој проект како што е понуден веќе видовте дека е интересен дури и со овие работи кои што ќе бидат веднаш поставени штом ќе биде готов проектот конечен, меѓутоа е развоен и се она што е развоено нормално ние прво ќе го понудиме на нашиот град, а нашата замисла овој проект да се расшири и за други дејности, значи не мора точно конкретно за ова, за било што ќе биде од интерес на овој начин означување на мапа да го прошируваме. Паланка е прв ваков проект во Македонија, а целта на неговите изумители е интерактивната мапа Паланка да биде дисперзирана и во соседните општини, но и ширум земјава. Бидејќи се поголемата достапност на информации на интернет е предуслов за поголем успех, не оставајте времето да ви го потврдува тоа.